Пристигна авион, првиот чартер лет од Холандија со холандски туристи. Во авионот имаше 182 патници кои ќе одмараат една неделя на Охридската ривиера. Тука на Охридскиот аеродром топло добре дојде на првите гости од Холандија, им посака градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Тој воедно и мој соговорник во ова линковско вклучување. Градоначалник, стигна првите холандски туристи кои што ќе одмараат ова лето на Охридската ривиера, значи е отворена и летната туристичка сезона во Охрид. Кои се вашите очекувања? Точно така, што туку заврши веќе, можам да кажам, традиционалната свечена церемонија околу дочек на првата тура на холандски туристи во Охрид и Република Македонија. Зашто ја користам ова прилика да го изразам своето задоволство од пристигнувањето на ова тура од 182 туристи од Холандија. Корено не само еден од туроператорите кој заедно со ТУИ, заедно со Томас Кук, со Аркија, со Регобис ќе оперираат на Охридскиот аеродром покрај летовите кои што ги субвенционира владата на Република Македонија заедно со локалната самоуправа од Лутон и од Базел, со кој што според најавите на Air Serbia веќе од јуни ги имаме и регуларните летови од Белград, кои што ќе овозможат според статистичките податоци кои што ги прибираме и според најавите на туроператорите, овозможат зголемување на бројот на воздухопловни операции, односно летови кон Охридскиот аеродром и соодветно на тоа зголемување на бројот на гости. Јас можам само во овој момент да го илустрирам растечкиот тренд на број и на летови и на број на туристи кон Охридскиот аеродром, кој се случува во изминатите неколку години. Така според статистиката која обработивме во 2016 година, бројот на воздухопловни операции е зголем за 36% во однос на 2015 година или за 76% во однос на 2014 година, додека бројот на патници кои се довезени на Охридскиот аеродром во 2016 година е зголем за 33% во однос на 2015 година или дури 104% во однос на 2014 година. Бројки кои што навистина радуваат и кои што укажуваат на фактот дека овој растечки тренд ќе се одржи во годините кои што доаѓаат. За ова година очекуваме бројките се движат некаде околу 20% севкупно и за број на воздухопловни операции, број на довезени патници и остварени ноќевања, се разбира, во Охрид. Така да сето она што во континуитет со години назад го прави владата на Република Македонија, оние интензивни промотивни и маркетиншки активности кои што ги спроведе локалната самоуправа во Охрид. Знаете дека бевме присутни во над 200 реномирани светски медиуми насекаде во Европа, во Америка и во Австралија. И мерките кои што ги презема Агенцијата за промоција на туризмот, заедно со ТАФ Македонија и со туроператорите, ова соработка ќе продолжи на општо задоволство на сите страни, а бројот на гости и остварени ноќевања во Охрид ќе расте. Јас ви благодарам за вашето гостување во Дневникот на телевизија Нова. Тоа беше градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Иначе тука, уште да кажам за крај на ова јавување, меѓу пристигнатите 180 туристи имаше некои кои што доаѓаат за прв пат, а имаше некои кои што доаѓаат и по втор пат, по трет пат. Сите тие зборуваат со воодушевување за Охрид и очекуваат да имаат еден пријатен престој во Балканскиот Ерусалим.